заменик, министер за животна средина, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Дозволете ми само да ве подсетам дека на 35 километри од тука се наоѓа еден град во Република Македонија кој што исто така географски припаѓа на оваа земја. Тој град се вика Куманово и во тој град живеат над 100.000 жители. Дали знаете колку во моментот Куманово блеска според нивото на загаденост на воздухот во општината од која што доаѓа? Замислете само колку блескаме. Куманово се гуши. Ова беше паролата на декемврискиот протест на граѓаните на општина Куманово, кои што испратија јасна и недвосмислена порака до градските власти за превземање на итни мерки против загадувањето во градот, откако мерната станица во Куманово на 5 декември покажа ниво на загаденост на воздухот со PM10 честички со над 35 пати повеќе од дозволеното присуство на честичките. Зборуваме за загаденост од 1851 микрограм на метар кубен. Граѓаните на тој протест порачаа: биравме политичари кои нудеа решенија, меѓу другото токму и за овој проблем, чист воздух, и сега бараме испорака на ветеното. Бараме да се изнајдат и превземат мерки, зашто токму и затоа ги плаќаме. Бираме живот, а не бавна смрт. Почитувани, како одговор на овие барања на граѓаните, од градоначалникот од општината излегува со информација дека најголемиот загадувач во Куманово е општата болница Куманово, која што се загрева на мазут. Почитувани присутни, почитувани граѓани, видовме, пари за гасификација на болницата нема, ама има пари за набавка на покер апарати од неколку милиони евра. Прашањето, почитувана јавност и почитувани колеги пратеници и почитуван заменик министер. Прашањето е сега кој манипулира и ги лаже граѓаните и кој се поигрува со животот на над 100.000 граѓани во Куманово. Во 2017 година денешниот градоначалник на општина Куманово од СДСМ во предизборната кампања вети проект гасификација на Куманово. Вети дека гасот како енерген ќе биде достапен до секој граѓанин на општината. Во третата година од мандатот на градоначалникот недостапни останаа празните ветувања на истиот. Тоа се гасификацијата на градот, изградбата на детските градинки, изградбата на нов цевковод кон Липковската брана, нова водоводна и канализациона мрежа, како и проектот за гасификација на болницата, која што, како што претходно реков, представува најголемиот загадувач на воздухот во Куманово. Дозволете ми само да ве подсетам, почитуван заменик министер за животна средина, на еден ваш заклучок и на една ваша изјава. Вие рековте вака: успехот во борбата против загадувањето е можен само со елиминирање на изворите на загадувањето. Тоа е единствениот прав пат. Почитуван заменик министер, може би навистина вие сте на прав пат со мерките и со вашите планови за чист воздух што ги носите, меѓутоа мојот заклучок од ова е дека трасата ви е целосно утната. Ви благодарам.